Благодарам, председателе. Почитувани медиуми, почитувана македонска јавност, почитувани колеги, почитуван председател на владата. На дневен ред денес имаме разрешување на член на влада, односно министерот за европски прашања Орхан Муртезани. Добивме предлог за разрешување со еден штур допис доставен од владата без образложение за вистинските причини зошто министерот се разрешува. Ниту пак овде одговорница слушнавме кои се вистинските причини за разрешувањето на Орхан Муртезани. Но како и се, со оваа влада и ова е само импровизација. Не се разрешуваат оние кои треба, туку некој мора да е жртвено јагне. Во овој случај тоа е Муртезани. Дали Муртезани е крив што владата не покажува никакви позитивни резултати изминатите 18 месеци? Дали сета неспособност на владата ќе се препише на смената на Муртезани? Или ова е уште еден дефокус на владата од сопствената неспособност, дефокус поради недостиг на резултати? И денешната расправа, почитувани колеги, не е расправа за Муртезани. Денешната расправа е алиби за една неспособна влада која бара жртва да се спаси себе си. Разрешувањето на министерот за европски прашања не е реформа, тоа е политичка шминка, обид да се создаде впечаток дека нешто се менува, меѓутоа суштински ништо не се менува. Ако проблемот беше навистина во еден министер, тогаш владата ќе беше успешна и со добри резултати. Но проблемот е до владата како целина, во нејзината неспособност, недостиг на визија и бегање од одговорност. Додека Муртезани се жртвува за јавноста, неспособните министри остануваат на своите функции. Истите тие што не испорачуваат резултати, се заглавени во скандали, го водат ресорот со лажен пиар, лажејќи се себе си затоа што народот не може да го излажат. И ја губат довербата на граѓаните од ден во ден. И ова е класичен пример за политички театар, една жртва да се сочува системот на неуспех. Каква порака испраќаме? Дека за неуспехот на патот кон европските интеграции е виновен еден човек, не влада која нема капацитет да спроведе реформи, нема храброст да преземе одговорност, нема контрола врз институциите, нема резултати во економија, здравство, образование, социјална заштита, во подобрувањето на животниот стандард на граѓаните. И ајде да бидеме искрени. Европа не кочи затоа што Муртезани не сработил. Европа не кочи затоа што немаме функционална влада. И затоа што имаме влада која што не испорачува резултати, а најмалку тоа што го ветуваше на граѓаните. Се најавуваше реконструкција на влада, ама сега се разрешува еден министер. И да, го имате мнозинството, ќе го разрешите Муртезани, но семејно-партијските тендерски скандали остануваат, минималната плата и воопшто платите нема да се зголемуваат, ќе оставите како и минатата година синдикатот и работодавачите да се договорат, а многу добро знаете дека тоа никогаш нема да се случи. Ама вам не ви е грижа за работниците. Вам ви е грижа за капиталот, затоа што и тие ве донесува на власт. Реформите во судството ви се лоша шминка, никаква независност на судството не предлагате. Туку единствена цел ви е да си ставите послушници, истите оние суди и јавни обвинители за кои слушавме преку добро познатите тефтерчиња. Граѓаните плаќаат секојдневно се повисоки цени, цените на прехранбените производи секојдневно растат, цената на струјата расте, на парното се расте, само платите не. Системот се доуништува,
младите си заминуваат. И тоа, драги колеги, не е реформа, тоа е владење без одговорност. Ако владата навистина сакаше промена, ќе зборувавме за реконструкција, за отчетност и оставки таму каде што има системски неуспех, а го има во повеќе ресори. Но не, се избира најлесниот пат, една жртва за да се купи време. Проблемот не се вика муртезани, проблемот се вика влада без капацитет, без резултати и без визија. И додека таа влада не се соочи со сопствениот неуспех, ниедна жртва нема да ја спаси. Дали со заминувањето на муртезани ќе исчезнат сите проблеми на владата? Не. Се додека тие што навистина ја носат одговорноста седат удобно во своите фотели, никоја жртва нема да ја спаси оваа власт. Ниту пред граѓаните, ниту пред Европа. Граѓаните и Европа бараат стабилни институции, отчетност, транспарентност, резултати, повисоки плати и функционален систем. А што нудите вие како влада? Скандали без одговорност, министри без резултати и една жртва во јавноста. Денес ќе изгласате разрешување на еден министер, но нема да изгласате ослободување од одговорноста. Остануваат истите луѓе што ја носат државата во ќорсокак. Остануваат истите практики што оддалечуваат Македонија од Европа. Останува истата влада што мисли дека со политичка шминка може да ја измами јавноста. Граѓаните не бараат жртви, бараат резултати, бараат одговорност и бараат иднина. Но очигледно со ваква влада ниту резултати, ниту иднина, ниту пак одговорност можат да очекуваат. Исто е кој е министер, нема никаква разлика. Шемата е криминални тендери за профити, без разлика кој е министер. И овие решенија се само извршители. Власта нема пари за граѓаните, нема пари за поголеми плати, нема пари за пензии, нема пари за поголема минимална плата. Дупката во буџетот е 1 милиарда евра. И зошто е тоа? Заради тендери. На ВМРО ДПМН не им се важни граѓаните, важни им се наместените милионски тендери. 161 тендер вреден 5,3 милиони евра, 9 милиони евра за фирма со 2 вработени, и тоа е вашиот приоритет. Тоа е суштината, сушност, и затоа е оваа козметика, кој да дојде се ќе биде исто. Благодарам.